9 часот и 40 минути и полека, но сигурно ги истрошивме веќе сите теми за ова утро, но ви останавме должни за последниот разговор за ова утринско издание на Добро утро секој утро. Како што ви кажав на почеток, ќе зборуваме за една источна дисциплина, се вика Таи Чи Чуан. Тоа е дел од кунг фу. Наша и ваша гостинка ова утро е Дана Силјан, основач и председател на Вушу клуб Фейлонг и на Македонска Вушу федерација. Вушу е термин кој што ги обединува сите кунг-фу дисциплини. Ова морав да го прочитам, за да не направам некоја грешка, бидејќи и за мене е ова нешто ново. Јас додека си разговаравме со Дана пред да дојдеме да влеземе тука во студиото, имав мислење дека кунг-футо е машки спорт, дека е или поточно кажано вештина за машки. Меѓутоа Дана ќе ме демантира сега. Не е точно. Моето мислење, повеќе жени се занимаваат со оваа дисциплина. Дана, добро утро. Добре ни дојде во утринската програма на Алфа телевизија. Ова утро ќе зборуваме за Таи Чи Чуан, меѓутоа ќе зборуваме и за бројаниците. Ти си воедно покрај сето ова што го најбројав, кога те представив, ти си и дизајнер на бројаници. Сега, за почеток, сакам да те прашам како започна твојата приказка. Како започна сето ова? Имаш и на тебе многу убава бројаница како накид, ќе ги видат гледачите и сликите малку подоцна, а имаме и тука во студиото да покажеме дел од твоите бројаници. Како сето ова започна? Па започна од мојата љубов према бројаниците. Јас сум навистина љубител на бројаници и да речеме еден вид на колекционер. И секаде кога патувам некаде, ако имам прилика, се купувам бројаници за мене, за пријатели. Аз знам и да подарам некоја бројаница. И за време на карантинските денови, на предлог од моја најдобра другарка, која што изработува филигран, ми предложи зашто не си направиш една бројаница, да видиме вика како се прави чворот и слично. Пошто е специфичен чвор меѓу топчињата. И кам зашто не? И вложив малку напор за време на карантинските денови и ја совладав вештината на изработка на традиционалните будистички бројаници. Еве веќе нашите гледачи можат и да видат дел од твоите преубави дизајни на бројаници. Може да си зборуваме ние додека си одат инсертите. Тоа се будистички бројаници кои што се изработени од полудраги камења. Ние малце ги со другарка ги збогативме некои со филигрански додатоци, како што е оваа што моментално ја гледаат. Тоа е конкретно оваа бројаница е бројаница изработена со лапис лазули полудраг камен, направена за една наша драга пријателка. Копчето е направено од дизајнерски да наликува на дебарската традиционална бурма. Бидејќи нејзината почината мајка има потекло од Дебар, па решивме тоа да го овековечиме во копчето. И на некој начин остана традиција да сребреното копче во бројаницата да остане во традиционалната македонска дебарска бурма. Во однос на шарите, нели, кои што се изработуваат со сребро. И привезокот може да биде лотос или разни други будистички символи. Будистичката бројаница број 108 топчиња. Токму тоа сакав сега да те прашам. Какви се видови на бројаници постојат и која е твојата инспирација? Па има разни видови на бројаници, бидејќи тоа е самите бројаници се еден вид на духовна практика која што се реализира со допир на дланките, прстите со топчињата. Историски гледано, луѓето се импресионирани од топката како форма, како совршена форма. И ние се смируваме при самиот допир на топка. Тоа е дури случај со спортовите, со кошарката, ракомет, тенис, всушност нели нема човек кој што не следи спорт, бидејќи релаксира. Сега бројаницата има еден плюс момент, тоа е духовната практика која што се врзува при самиот допир и броењето на топчињата, бидејќи тоа на некој начин смирува, иако може да се вклучи тука и мантра, медитација, секој на свој начин дава свој енергетски белег на бројаницата. Може да биде обична мисла, не мора да биде врзано
дури ни со духовната пракса или религиозните причини, тоа е сосема индивидуално. Другиот момент е естетскиот. Јас решив да биде бројаницата и да речеме дизајнерски изработена, да функционира како накид. И всушност е еден преубав накид кој што го оставаме како Моден додаток. Моден додаток и наследен материјал. Интересно е... Колку време ти е потребно за да направиш, за да издизајнираш една бројаница? Еве, имаме тука и со нас донесе неколку, 2-3. Ако сакаш може да се, може да се покаже. Ево вака. Ова е една од омилените. Од прилика, значи 2 дена се потребни за да се изработи една бројаница. Бидејќи после секое топче има чвор кој што треба да се стегне и треба да биде на исто растојание. Што символизира оваа бројаница конкретно? Оној што ја носи. Мислам, луѓето самите внесуваат свој енергетски концепт на бројаницата, значи ги прати во текот на целиот живот. Она што е интересно е изборот на полудрагиот камен, бидејќи ова не е така лесно, има своја тежина и изборот на полудрагиот камен е многу важен за да одговара енергетски на човекот кој што е сега, важно е да се избере полудраг камен чишто својства ќе одговараат на празнината на човекот, не на она што него му се одвесува или му одговара. Например, доколку има голема амбиција, не би требало да земе цитрин, бидејќи тоа ја подкрепува амбицијата кај човекот во професијата и во професионалниот успех. Значи, секој камен си има свое значење. Свое значење, да. И затоа потребно... Дали има тоа значење хороскопскиот знак, нешто во врска со или не? Или буквално каква е личноста што го носи? Поважно е личноста да избере во однос на тоа што му недостасува, бидејќи ова е голема количина на камен кој што треба да се носи на себе. Така. И треба, што значи дека бројаниците не се за секого, него повеќе се за луѓе кои што работат на себе и се посветени на својот личен раст и развој и се насочени или имаат тенденција да се спознаваат себе си и знаат точно што им недостасува, бидејќи многу е лесно ние да си кажеме убави работи за себе и она што не краси, што не она со кое што се гордееме, меѓутоа кога ќе се запрашаме собствените недостатоци, не сите луѓе знаат да одговорат што им недостасува. И тоа е многу важно при изборот на бројаницата, бидејќи треба се носи значи, сепак, тој што сака да носи бројаница, треба да биде наменета за некој. Значи се прави по нарачка. Така да каже, пример, еве јас, например, ако имам недостаток на енергија или не знам што, си кажувам дека сакам да носам таква бројаница и се прави по нарачка, да кажем. Правиме и заедно избор на полудрагиот камен кој што ќе одговара. Да бидат вклучено нели и бојата, да одговара повеќе индивидуално на секоја личност. Така. Да. Она што е твоја инспирација, претпоставувам за да ги правиш овие бројаници и она што ти го работиш, а тоа е таи чи чуан. Убаво го изговорив, нели? Тоа е дел од кунг-фу. Не се занимаваат кај нас, повеќе има жени кои што се занимаваат со оваа источна дисциплина. Ми е интересен зборот. Што значи таи чи чуан? И за каква источна вештина станува збор? Станува збор за древна кинеска борбена вештина, во чија позадина лежи таоистичкиот концепт или таоистичката филозофија, или позната на луѓето по јин-јанг знакче кое што сите го носат, на машкиот и женскиот принцип на доброто и лошото, дека во лошото има добро, во доброто има и лошо, сите го знаеме. Тоа е символот и на тај чи чуанот, бидејќи во тај се отсликува точно знакот на јин-јанг, додека во чуан значи мек бокс и која нагласува борбената компонента на самата вештина. Вештината е спој и на можеме да видиме и дел од фотографиите, што е тоа уствари. Може да видат и всушност да видат и гледачите, така? Да.
Може да си продолжиме ние И со борбен и медитативен дел. Тоа е една интересна симбиоза на две контрадикторни концепти, значи каде што може да соединиме и брзината и успореноста. Исто така имаме елеганција во движење. Многу е тешко да се постигне таа скромна елеганција во движењата, бидејќи лесно е кога се гледа од страна како изгледа движењето. Ние точно знаеме што треба да направиме, меѓутоа телото не не слуша. Тоа е првата лекција која што добиваме на час по тај чи чуан или било која друга кунг-фу дисциплина. Подеднаква е застапеноста и на мажи и на жени, понекогаш доминираат машки вежбачи, понекогаш женски, меѓутоа кај мене во клуб секогаш имало женски вежбачи. Почесто и во доминација. Го спомена клубот, тоа е основач си на вушу клуб Фей Лонг. Да. Каде се наоѓате? Колку вежбачи имате, еве да кажеме која е бројката и колку брзо се совладуваат техниките на тај чи чуан? Вака, ние се наоѓаме во салата на АРМ во градскиот парк. Членството од прилика се околу 30 на членови, редовни 20. Еве таа елеганција за која што говоревме пред малку. Да, бара рамнотежа, всушност самата вештина е символ на баланс и може да приметат гледачите дека бара рамнотежа на една нога. Концентрација секако. Вежбите се така сложени, со сите 4 екстремитети се вежба различно. За да заврши конкретниот елемент, треба да сите движења да завршат во исто време, а се движат, поминуваат различен пат. Тоа ги тера луѓето да бидат, нивниот ум да биде како во синџир и да не може да размислуваат на ништо друго освен на движењето. Тоа е предноста. Че нема време да се занимаваат со тековните проблеми. Колку време е потребно да се совладаат овие техники? Индивидуално е. Бавно оди учењето. Уживањето на тренингот може да се почувствува после првиот месец. Од кога од прилика ќе се самото тело ќе биде адаптирано на вежбите. Додека за да се совлада вештината требаат 2-3 години. Постои ли посебен режим на исхрана додека се вежба оваа древна, да кажеме, кинеска вештина? Па секоја посветеност на физичко вежбање налага одреден режим на живот. Многу е тешко да се вежба редовно, да се биде активен ноќен живот и слично. Мора да се има одреден режим на исхрана, на легнување рано и едноставно самата посветеност на некако физичко вежбање си го носи тој живот сам по себе. Значи не се помала е толеранцијата на алкохол, на тешка храна. Тоа е тоа. Кои се придобивките на сите оние вежбачи, како ги нарекуваш, на тај чи чуан? Што се добива со оваа древна кинеска вештина? Па, као прво се добива фокус и концентрација на себе си и се развива телесна самосвесност која што ние системски ја запоставуваме со генерации. Нашиот систем е насочен кон умствените способности. Телото речиси го исклучуваме. И луѓето имаат многу мала телесна самосвесност за себе, значи не се свесни за собственото тело. Мислам дека тоа е најголемата придобивка, бидејќи телото е храм кој што нас не држи, не носи низ целиот живот. Овде имаме една поинаков циклус на поттикнување и на умствената работа. Да речеме, најчесто сме научени дека мислата е таа која што контролира и со која што ние можеме да се програмираме во текот на денот. Меѓутоа, на тај чи чуанот е вештина преку која што ни покажува дека телесната работа помага умот да се одмори.
И тоа навистина може да се почувствува многу брзо. Мислам дека тоа е најголемиот благодет од вежбањето на оваа вештина, да. Која е симбиозата на модерниот современ човек со оваа древна кинеска вештина? Тоа е, да речеме, еден холистички пристап. Под холистички пристап подразбирам една целовитост на гледањето на човекот како таков. Значи, додека ние трчаме во секојдневието да стигнеме со сите обврски, ова е една пауза која ни го застанува времето и можеме да се запрашаме каде се брзаме. Ака еден чист пример ќе кажам, кој проблем, и ова го кажувам и за сите, сум го добила како фидбек од сите вежбачи кои што доаѓаат и практикуваат и во мојот клуб и од други клубови, дека кој проблем да ги мачи, а после тренинг проблемот не изгледа така голем. Не изгледа така, да, така голем и така страшен како пред тренингот. Ке си секогаш после вежбање знаат да си кажат луѓето, па што сум се нервирала за ова, не било важно, ништо не е важно. Сосема за крај дана, бидејќи времето веќе ни е при крај, мора да ја привршуваме емисијата. Сосема за крај, кои се 5 елементи на кинеската традиционална медицина? Значи, цела традиционална кинеска медицина се темели на 5 елементи кои што се во круг и кои што меѓусебно се поттикнуваат, има поттикнувачка енергетска снага и регулаторна. Значи, тука ни се оган, вода, дрво, метал, што спомнав? Оган, вода, дрво, метал, уште еден? Оган, дрво, метал, чекајте. Прво имаме вода, водата го поттикнува дрвото, дрвото огнот, огнот земјата металот. Ете така. И тоа се поттикнувачките, потоа имаме и регулаторна снага, металот е тој кој што, например, контролира дрвото под објаснување дека секирата го сече дрвото. Водата го поттикнува растот на дрвото, односно додека водата го контролира огнот, нели го гасне огнот. И така натака, така да сакам да кажам и во тајчичонот и во сите кунг-фу дисциплини се застапени овие 5 елементи и во нивната поттикнувачка и во нивната регулаторна снага. Дана, благодарам многу за твоето гостување и учество во нашата емисија. Се надевам дека објаснивме колку толку за оваа вештина. Се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам. Благодарам.